За 10 дена, драги гледачи, почнува новиот фудбалски шампионат. Тоа е, можеби, посреден повод што наши денешни гости се тренерите на Вардар, Петар Шулинчевски и Ванчо Трпевски. Овој пат ние, драги наши гости, не сакаме да разговараме за Вардар, за неговиот пласман, за бодовите, за концепцијата и така натаму, веќе тоа не се вклопува во физиономијата на оваа наша емисија. Меѓутоа, мислам дека има извонредно голем простор за разговор на една друга тема, бидејќи никаде не постои резка граница каде завршува аматерскиот, каде почнува професионалниот спорт. Првин, друже Шулинчевски, едно вакво општо прашање. Има мислење дека ние, македонците, не можеме да играме фудбал. Образложение. Еден наш тим од 20 влечкани из првата лига со години наред. За споредба, да речеме, една Босна и Херцеговина, секојаш има 5 до 6 прволигаши кои релативно добро се котираат. Што мислите вие за тоа? Ние македонците го играме фудбалот. Со таа разлика што секогаш не можеме да се најдеме себе си, да постигнеме вредноста која поседуваме. Кривици или кривци за тоа се не можам да ги набројам, не можам да ги кажам, него причините се воглавно во тоа што нашата организација, мислам фудбалската, не е толку заангажирана да ги најди соодветните стручњаци, да ги отвори школите и да му покажи патот на тие фудбалери кои престануваат фудбал, да си го најдат патот во својата професија, во својот, мислам, животен пат кој го... Мислите ли дека фудбалот е кај нас во Македонија и доволно масовен? Тој е добро посетен. На добар фудбал има многу публика. Меѓутоа, дали доволно луѓе играат кај нас фудбал? Од оние деца од основните училишта, па до највисоките возрасти. Фудбалот не е национален спорт. Ние не можеме да го поречиме тоа. Сите од мали до стари го сакаат и го покушаваат да го играат. Него начинот на кој го играат не е во ред. Дали постојат услови, да речеме, во една фабрика, во едно училиште, во една местна заедница? Дали таму може да се соберат луѓе од 30 до 40 години и да играат фудбал? Можат. Апсолутно точно е дека можат. Дека дали сакаат или дали покушаваат да сакаат да го играат. Дали нешто вие, како една професионална институција, која е заинтересирана да постои таква масовна база, можете нешто да сторите во тој поглед? За популаризација на таа игра? Нашата сама игра, нашето надпреварување во првата лига е достаточно за популаризација на тој спорт. Друже Трпевски, вам едно вакво прашање. Вие со години наред, да не речем, животот го посветивте на најмалите, на таа основа на фудбалот. Ја водите таа пионерска школа на Вардар. Мислите ли дека за да се обезбеди редовен квалитетен прилив на професионални фудбалери е доволно што вие таму имате една релативно мала група од 50-60 души, 50-60 деца, или би требало нешто повеќе да се стори? Каде е базата за создавање на професионални фудбалери? Па секако базата дека е верувам и сите ќе се согласите дека тоа се школите. Со воведување на фудбал во малите олимписки игри, масовноста кај тие деца, школата на Вардар црпе снаги од таму. Али ипак школа како школа за македонски фудбал за Вардар, таа е мала. Ако другите клубови во македонската лига и друголигашите имаат такви соодветни школи, тек тога мислам дека македонскиот фудбал ќе најде место како на пример Републиката Босна и Херцеговина и другите републики во нашата земја. Вие раководите една таква школа фудбалска на Вардар, истовремено сте граѓани на овој полумилионски град. Секој ден се движите по неговите улици и гледате една ситуација дека ние на тие деца практично сме им ги одзеле терените за игра. Тие играат фудбал, играат и кошарка, и го играат фудбалот на тротоари, го играат фудбалот на асфалтирани улици, го играат фудбалот на тревниците помеѓу семафорите каде што е најинтензивен сообраќај. Што треба да се врати, да се направи ние на нашите деца во овој голем град, да им го вратиме фудбалот како игра? Тоа е точно. Што вие би направили? Тоа е точно и загрижувачки што детето во Скопје нема кај да игра. Изгубени се оние полјани, изгубени се оние природни селекции што ги давал фудбалот во Македонија. И сега и талентирано момче, физички фино развиено, далеко е послабо во елементарна техника него поранешните генерации.
и оние тренери кои работат со млади категории се соочува со голема тешкотија баш на тој план. Баш на тој план елементарната техника е далеко пооскудна него кој што била порано. Полјанчината што се изгубила ја нема онаа што порано го красел македонскиот фудбал. Ние на скопските деца, така да речем, им дадовме 60 на нови сали. Меѓутоа им ги одзедовме полјаните. Дали тоа е чекор напред или чекор назад воопшто во развојот на физичката култура? Јас као наставник по физичко го тоа поздравувам што има повеќе сали, утре може и базени и така натака, али као фудбалски тренер жалам што и нашата организација фудбалска не се заангажира да повеќе помисли малку повеќе за тие зелени травнати терени, а не само сали, базени, трим, патеки и ред други работи. Пионерската фудбалска школа на прволигашот Вардар успешно работи веќе 4 години. Во клубските витрини се наоѓаат повеќе пехари што ги освојуваа најмладите вардарци на домашните и странските турнири. Тие се награда за нивниот труд, но и гаранција дека скопските црвено-црни можат да се надеваат на подобра иднина. Една генерација млади вардарци веќе стапува на сцена, зад неа доаѓа втората, а третата е преокупирана со совладувањето на елементарната техника за еден ден и таа да истрча на големите стадиони. Така е од година во година, од ден на ден. На помошното игралиште на скопскиот прволигаш постојано се слуша детската врева. Основната интенција на клубот е играчкиот кадар да се црпи пред се од сопствените резерви. Тоа е неисправна политика и наевтина инвестиција. Моментно во нашиот клуб членуваат над 120 младинци и пионери, вели тренерот на најмладите вардарци и на бивш фудбалер на скопскиот прволигаш Живко Поповски. Кога би имале подобри услови, би селектирали и повеќе деца. Но добро и вака, нема место за песимизам, фудбал е во криза. Таленти имало и ќе има. Час по елементарна техника, тешко се учат фудбалските елементи, долг е патот до првиот тим. Кој од овие деца ќе има среќа да ги брани боите на скопскиот прволигаш во земјата и странство? Кој од нив ќе ги замени сегашните сениори? Секако оние што поседуваат и талент и упорност. Секој почеток е тежок. Тешки беа и почетните чекори на членовите на моторски клубот од Скопје. Овој клуб е формиран во 1968 година. Започнаа многу скромно. Најпрвен користеа дрвени чамци и мотори Москва со по 12 конски сили. Дрвените чамци наскоро беа заменети со пластични, а конските сили на моторот од 12 беа покачени на 40 и на 85. Конечно, по 7 години постојање, денеска клубот има модерен чамец со 270 конски сили и брзина на движење 60 км на час. Членовите ги има 20, тренираат секојдневно во групи на езерото Младост во близината на Титов Велес, каде што им се и клубските простории. Овој спорт е мощен, атрактивен и приличен за младинците. Тоа практично го наметни прашањето зошто овој убав спорт не е масовен и покрај големата желба на поедини младинци да ги опробаат своите желби во скијањето на вода. На ово прашање одговор ни даде тренерот на моторски клубот Скопје Мишо Трајковски. Управата на клубот, ни рече Трајковски, чини изморедно големи напори за омасовување на овој спорт. Меѓутоа, желбите се едно, можностите друго. Имено, овој спорт од чисто финансиска природа и покрај желбите не може да биде опфатен од поголем број на младинци. Со еден квалитетен чамец, што го има клубот, не можат редовно да тренираат и веќе постојаните членови. Ако го кажем и тоа дека чамецот чини 20 милиони стари динари и за еден час троши 30 до 40 литри бензин, тогаш сликата е поцелосна. Кога кон ова ќе се додатат и секојдневните патни трошоци од Скопје до езерото Младост, тогаш навистина се доаѓа до заклучокот дека вината не е во затвореноста на клубот. Заклучокот е јасен. Во клубот постои клима за омасовување на овој привлечен спорт, меѓутоа условите тоа не го возможуваат. И покрај скромните услови за работа, овој клуб има забележено добри резултати.
Во 1972 година Лесевски стана државен првак, а екипата на Скопје го зазеде второто место. Натамошните планови до крајот на сезоната се обемни. Ќе учествуваат на 6 отворени меѓународни првенства, како и на републичкото првенство што ќе се одржи на езерото Младост на 6 и 7 септември годинава. Езерото Младост е недостапно за поголем број љубители на скијањето од Скопје. Каде да се бара изгледот од ова ситуација? Се чини решението го држат спортските работници од Титов Велес. Езерото е далечено од овој град само 6 километри и најверојатно сите градови би посакале да го имаат во ваква непоследна близина. Затоа, време е на езерото да заживее масовниот спорт. Со малку волја, титовелешани може да формираат пливачки ватерполо клуб, клуб за веслање на мирни води, за мотоски и се разбира клуб за спортско риболовство. Летовалиштето Претор се наоѓа на источниот дел на Преспанското езеро. Во летната сезона во овој дел на Преспанската ривиера летуваат над 3000 гости, додека за време на викендите Преспанскиот брег го посетуваат и над 20.000 луѓе. Посетителите на ова познато летовалиште времето го користат во капење и сончење, меѓутоа делот од слободното време си го прават посојдржено со рекреација и спортување, а за тоа во Претор има навистина добри услови. Спортскиот живот тука започнува и завршува во феријалното летовалиште Студент на Скопскиот универзитет Кирил и Методи. Причина за тоа е новоизграденото асфалтирано игралиште за мали спортови, на кое има и рефлектори. Тоа практично е изворнетен спортски центар во Претор, на кој гостите можат да се рекреираат и спортуваат во мал фудбал, кошарка и ракомет. Во ова летовалиште се одржуваат и надпревари во пинг-понг, шах и пливање. Традиционално, во секоја смена што летува во Студент, се одржуваат турнири во овие спортови. Целата организација им е доверена на универзитетските професори по физичко воспитување. Во смената, при поседата на нашата екипа, грижа за рекреацијата и спортот водеа Борис Соколов и Јован Шуков. Услов да се учествува на турнирот е гостите да формираат екипи, а составот на екипите е секогаш различен. Во една екипа членуваат припадници од сите републики. Спортот секогаш е извореден мост за склопување нови пријателства. Финалните надпревари се играат во вечерните часови под рефлектори, можни се атрактивни и на нив присуствуваат повеќе од 1000 посетители. На игралиштето на Студент секогаш е живо. Од раните утрински часови па до досна во ноќта, гостите се рекреираат и организирано спортуваат. И додека студентите го организираат надпреварувачкиот и рекреативниот живот во Претор, во летовалиштето за одмор и рекреација на деца и младинци Мите Богоевски од Скопје, децата ги учат првите чекори од пливачкиот спорт. Според зборовите на инструкторот Мишо Малцов, во првата смена од 120 деца научиле да пливаат над 70 пионери. Навистина добра и корисна акција. Ете така се одвива спортскиот живот на источната ривиера на Преспанското езеро, така беше и минатата, така ќе биде идната година, значи една долга спортска традиција во Претор и натаму ќе продолжи.
Една долга традиција, стара 29 години, продолжува. Идната година Центарот за заштита на деца и младинци 11 октомври од Скопје слави 30 години од своето постоење, а тоа наедно значи дека 30 години од постоењето и на школата за пливање. 29 години, 29 генерации што научиле да пливаат. Од кога постои домот од 1946 година, во меѓувреме се менуваа само името и генерациите, децата без родители и без мајчина љубов летуваат на прекрасните македонски езера. Најпрвен во Охрид, потоа во Претор, а веќе 11 години во Стар Дојран. Тие летуваат 2 месеци, додека за време на учебната година се сместени во домот во Скопје. Рековме, се менуваат генерациите, а се менуваат и инструкторите за пливање. Не треба да се заборави дека од овој дом излегле и познати пливачки имиња. Годинава во школата има 160 деца со возраст од 3 до 18 години, од кои најголем број се од прешколската возраст. Во школата има и деца од детскиот дом Моша Пијаде од Белград, кои се вклучени во оваа акција Научи се да пливаш. Децата од Скопје, посетата на своите другарчиња им ја враќаат во зимскиот распуст, тоа е традиционално пријателство меѓу овие два дома. Со школата работи Благоја Попов и Ники Попова, кои имаат завршено средно физкултурно училиште. Работаат 2 пати дневно. Најнапред најмладите, кои со топка и разни игри ја засакуваат водата и со нивната врева го привлекуваат вниманието на посетителите во Стар Дојран. По нив нешто повозрасните кои учат спорски да пливаат, а најстарите веќе се добри пливачи. Практично, од 160 деца, веќе 120 се добри пливачи. Целта на школата не е од овие дечиња да прават рекордери, туку домот ги оспособува за натамошен успешен чекор во животот. Секако дека голема заслуга за вакви и слични акции има основачот на домот Душко Станиславски, кој патем речено го нарекуваат Скопски Макаренко. Тој целиот свој живот им го посвети на децата, ги сака како да се сите негови, а и самиот учествува во сите акции сврзани за доброто на овие деца. Најстарата школа за непливачи во Републикава, рековме, идната година слави 30 години од своето постоење. Таа не е регистрирана во Пливачкиот сојуз на Македонија, меѓутоа луѓето од домот се пресрекни што децата научија да пливаат. Затоа идната година најверојатно ќе биде прославена со пливачки митинг на учениците што излегле од овој дом. И додека децата од домот ги прават првите чекори во пливањето, најмладите гимнастичарки од Партизан 3 од Скопје вредно тренираат во Стар Дојран за предстојните пионерски надпревари. Тие ќе предстојуваат во ова летовалиште 2 месеци, а вежбаат елементи од естетска гимнастика, се разбира за да ја усавршат техниката во спортската гимнастика. Со овие гимнастичарки со возраст од 8 до 13 години работаат тренерите Златка Голабова и Павла Димитрова. Тие се задоволни од условите и дисциплината на гимнастичарките, што е услов за добри резултати. Во Стар Дојран престојуваат и каратистите на Партизан 3, кои своите подготовки ги насочија за полагање за појаси за републичките првенства и за квалификациите за влегување во првата сојузна лига. По раководство на носителот на црн појас Драган Савич, во Дојран тренираат 40 младенци, а новина е тоа што овие момчина своите тренинзи ги изведуваат во вода. Вакви вежби се многу корисни за стекнување на физичка подготвеност, а се користат условите во ова летовалиште. Ги напуштивме школата за пливање, најмладите гимнастичарки и каратистите со желба за што поуспешни настапи во првенствата, а на децата подобро совладување на пливачките елементи.
Повеќе години сме сведоци на многу дискусии за изградба на спортска палата во Скопје. И секогаш на секој состанок многу се ветувало, се предлагало, биле формирани комисии и на крајот ништо. Меѓутоа на Скопје, град со повеќе од 400.000 жители, повеќе од потребен му е ваков објект, каде што многобројните спортски екипи ќе бидат згрижени, ќе имаат покрив над главата и непречено ќе ги одигруваат средбите. Согледувајќи оваа потреба, самоуправната интересна заедница за физичка култура на Скопје донесе решение салата во старото Скопско сајмиште се наоѓа во склопот на спортско-рекреативниот центар Кале да биде реновирана и адаптирана за одигрување на првенствени борби во малите спортови. Затоа можеме да констатираме дека првиот чекор е веќе направен и салата треба да биде готова во најскоро време, до крајот на септември или пак најдоцна во првата понедела од октомври. Тоа значи дека до почетокот на квалификационата група на Европското првенство во одбојка се ќе биде во најдобар ред. Градежното предпријатие Техник од Скопје, кој е изведувач на работите во адаптацијата на првата хала во старото сајмиште, на овој објект работи со повеќе од 100 работници. До сега многу е сторено, а до втората половина на август се очекува да бидат готови сите градежни работи на објектот. Потоа остануваат само занајчиските, кои веруваме дека исто така ќе бидат готови на време. Салата, што треба да ги згрижи малите спортови, ќе биде мощен модерен објект. Ќе има 4 влеза и излеза, парно грејење, клима уреди, а осветлувањето ќе биде од Илјада Лукса. Во неја кога ќе се играат ракометни средби ќе може да присуствуваат околу 2500 гледачи, додека на преварите во одбојка и кошарка ќе може да ги следат повеќе од 3500 гледачи. Салата, која ќе биде мощно функционална, со површина од околу 1000 квадратни метри, ќе може да прими повеќе од 4000 љубители на боксот. Веднаш до салата се наоѓа и анексот кој ги поврзува првата и втората хала. Во него се сместени сооблекувалните, а играчите непречено од публиката ќе може да влегуваат на теренот. Инаку, втората хала, која треба да биде готова во најскоро време, има површина од околу 1000 квадратни метри и ќе биде адаптирана за тренези, подготовки и за загревање на надпреварувачите пред самите средби. Се на се е мощно функционално решение кое ќе ги задоволи потребите во моментов на скопските спортски екипи. Веруваме дека таа рационално ќе биде искористена, а малите спортови од Скопје ќе бидат згрижени. Кого борци мува и Кугама и овој. И овој бе. Директорот на банка. Трајан. Па што ти викам Војче Димитровски. Ево гледај се. Макара, Дода Ѓорѓиевски, Урош Петровски. Ожмара да Урош Петровски, Лазаревски, Вичетолов. Еве го доде Рапта, види само колку се гледа Рапта, види го. Рапта, Дончевски, Војче Димитровски и Чапаревски. Од Лазаревски. Пенувчево. Уопште познавам. Види, ние као деца овде кога живеевме од Бармала, као деца игравме со крпењаче, мало, мисли, од работа, тука работевме од подрум, од работа, кој дојде време одмор, време ручек, место да одмараме, игравме фудбал. Таму играше пуно цело де Бармала. Тоа беше Мисајловски, Тошо Бојарџијата, имаше Бошко Џамџијата, имаше, што ти кажам? Коле Јанди, имаше пуно. Од тука Тошо Венино, рекол, Бојарџија. После тоа и друг формира работнички. 36-37 се формира работнички и ја као мал, почнав као голман да игра. И една утакмица игравме, ми се сини со ССК, мене ми дадо 11 гола. И татко ми рече, отогаш више на голите не видам вече. Ако играше друга, голман никако рече. И после отидов војник, отидов војник, отидов бугарски војник, па се вратив, па после се приклучив кај Народно-ослободичката борба, бевме на Сребски фронт, од фронт идејќи се враќавме, игравме во Валјево, таму играше и Чоли, што беше за партизан, тоа репрезентативец беше медицина. Али за кого игравте сега? За дивизијата, 48 дивизија. Од 48 дивизија отидовме у Скопје, у Штип. Од чим дојавме у Штип, мене и Балевски покојни, не викне Боцевски, Наташа работи се у пензија, не викне, вика, ќе биете вие, ќе играте на утакмица у Скопје, у Дом Марми.
Играме утакмицата и Трајко Живковиќ капетан вика више ви за Штип нема да идете, оставете овде у дому армија и тука игравме и тука се демобилиза до 46-та. Од 46-та дур сим се демобилизав, приступив за Македонија. Победа беше у прва лига, Македонија беше у македонска лига. Ја, пошто таму имаше поучени луѓе, ја као работник човек, ипак човек од поучен може да научи некој од некој друг. И кањев се, приклучив, играв кањев до 47-ма. Од 47-ма док се формира победа Македонија, стана Вардар. Шуме се почеток. Од формирањето на Вардар, 47 година, ја се борев и останав во тимот на Вардар. У мојата генерација, управо ја, у нивната генерација бев Гагуш, Драган Геров, Благој Симоновски Гајер, сега директор на СОК, Саво Цветковиќ, тамо Дитљак, Джина, Јане, Благоја, Бала Петровски, Душко Стефановски, Цинциевски дојде од наша крила. Он не беше тогаш. Вие трениравте и какви успехи? Имавме добри успеси. Тогаш беа 12 клубови прва лига. Не беа као сега 18 и не дава ништо. Како се квалификувавте во прва лига? Квалификација се игравме у Панчево, овде ги тепавме 2-1. После и таму имаме изгубени 2-1. Па тогаш играше и Мошо Марјановиќ сум играл во Панчево против него. Мошо Марјановиќ. Се дали е жив, не знам. Моше Марјановиќ жив е, мислам, у Белград. Игравме, после игравме вамо у Зрењанин и така подрживме до Кога крај. влеговте били во прва лига, например, што беше тоа за Скопје, како луѓето ве гледаа вас и така натаму? Па видите, тогаш беше голема развона за фудбал, многу го сака народ. На тренинзи кои да имаше по 5-6 хиляди души на игралище, на тренинзи кога сме тренирали. И вие бевте една гордост на Македонија. Па сега може нескромно да кажем, али ја ми се чини да бевме добро игравме и поштено игравме, од душа игравме. Ја, значи, лично за мене зборам, многу су го сакал фудбал. Али што ти вреди, доваѓаат луѓе, други управи, други председатели, па Колку години игравте во Вардар? Вардар играв ја до 56-57 година. Од 56 до 57 после бев као тренер, работи со други тим, со втори тим, со помладак, со пионери, со мрак. Добро, на колку години ти се откажа од фудбал? Ја се играв до своји 35 години фудбал играв за Вардар. На 35 години? До 35 години фудбал. Преку фудбалот ја добрив така една афирмација. Сите ме знаева, сите ме знаат, и стари и млади, и женско и машко, што се вика. И затоа не можам нигде да живеам во Скопје. И ако ме напушти Вардар, едно 10 месеци шета без работа, има доста, како што рекав малку преска, има пријатели, ме приме у Треска да работам. Еве 8 година сум таму и ми е добро. Живеам горе у Мерези, сум задоволен, ми тече стаж, добра плата. Ипак, значи, општеството не ме заборавило.